Da
се освети таа вода преку силата и действото на Светиот Дух, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Да слезе врз таа вода очистителното действо над предвечната Троица на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Да биде таа вода за исцеление на телесните и душевните болки и за прогонство на ѓаволските сили од ова канцеларија на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилува и запази не Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да му го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти припаѓа, Господи, секоја слава, Тебе ти припаѓа секоја чест, на Отца, Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. На Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Со зборови си ги опатил народите кон верата Божија. Со делата си се издигнал преблаженем кон божествен и блажен живот. Со чудеса си ги просветил оние што пристапуваат верно кон Тебе. Господи, Ти помагаш на сите кои со вера Те пресиват. Затоа Ти се молам, се благи Господи, благослови ја добрата намера на Твоите чеда, на Силвана, на Твоето чедо Васил и на Твоето чедо Славе, кои и помогни во престојната нивна работа. Господи, на канцеларијата и на нив, дај им мудрост, дај им смелост, дај им умење, па лесно и успешно да ја вршат својата работа и секој ден да ја кронисуваат со добар крај. Господи, чувај не од видливи и од невидливи непријатели, зашто Ти Твое да не осветуваш и да не просветуваш Христе Боже наш. Ние Тебе слава Ти вознесуваме со пресветиот благ и животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. О слава и чест Боже, на ова канцеларија за лекување на душевните и физичките болести. Ти ја принесувам, Господи Боже наш, ова бескрвна жртва, леп, чист, пшеничен, македонски и вино, лозов плод. Ти се молам, Боже, прими ги во над небесниот дух во Твој жртвеник. Од нашите раце, од Твојот свет престол. Амин. Деца, пратеници, панајте за реч, што ви е Троица. Големо име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај ни. Амин, кажи. Големо име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај ни. Амин. Уште еднаш. Големо име Света Троице, Пресвета Богородице, помагај ни. Амин. Сите во името на сите нас баците на реч. Скашите го од трите страни. 3 Македонии, 3 страни, 3 неба. Амин. Амин. Нейте си като парче, айде за майко. Деца, од мене благословено и честито. Амин. Сте здрави живи. Амин. Нашите луѓе се, нели, не е доволно да кажеш некој ако е гладен, земи на јади си. Треба да му подадеш тоа. Не е доволно некој ако е болен, да му кажеш излечи се, ај Господ ќе ти излечи. Не е доволно тоа. Треба да земиш, да му даеш не лекарства. Така и вие сте тука, значи едно духовно лечилиште. Тоа тука канцеларија да нема време кога нема да биде отворена. Секој да биде отворена и лечете ги душите на луѓето. Често пати и добриот спор, благиот спор и он ликува. Нека ви е честито и благословено. За сите тука има место.
Македонска, поздравявам те. Земјо Македонска, поздравявам те. Земјо Македонска, земјо турско-робска Македонијо, уважавам те. Земјо Македонска, земјо турско-робска Македонијо, уважавам те. Струмичкиот регион од ВМРО ДПМН со своја канцеларија за контакти со граѓаните. Најнапред честитки и се надевам дека на тој начин ќе остварите многу поблиски контакти за сето она што граѓаните од регионот ги тишти и ги мачи како проблем. Значи, што може да очекуваме со отворањето? Мене ми е мило што конечно имаме достоинствено место што е лесно за пристап на сите граѓани, не само од Струмица, туку од целиот регион. Знаете дека обврска беше на ЗЕЛС, односно на секоја општина, согласно договорот кој што го има постигнато собранието, да се додели простор на пратениците, кој што ќе биде еднаков за сите пратеници од сите политички партии. За несреќа, досега пратеничката канцеларија на ВМРО ДПМН беше во просториите на инкубаторот и сега веќе имаме можност сами овој простор кој што е адаптиран да го користиме за контакти со граѓаните и мило ни е што ќе можат луѓето многу полесно да не најдат и во деновите кога нема собраниски седници да може да имаат контакт со своите избраници, да ги кажат своите проблеми, но тоа не значи дека во деновите кога имаме собраниски седници, кога имаме други ангажмани, не можат секогаш да не најдат на нашите телефони, како впрочем што и досега беше, и во текот на неделата, да не чекаме дури на крајот на неделата да може да се решаваат нивните проблеми. Јас се надевам дека ќе имаме огромен број на граѓани, бидејќи е многу полесно, попристапно местото и веќе имаме тројца пратеници овде од општина Струмица и ќе можат секако во секој момент кога нема да бидеме во собранието да ги најдат пратениците, да разговараат, меѓутоа во деновите кога нема да бидеме овде во Струмица, кога ќе бидеме на седници, тогаш секогаш канцеларијата ќе биде отворена, бидејќи имаме асистенти кои што претходно ги обучуваше Националниот демократски институт. Сега веќе проектот лека полека го превзема собранието на Република Македонија. Првин работеа по 4 часа, значи само 4 часа беше отворена канцеларијата во време кога не се пратениците тука. Сега веќе од јануари месец со новиот буџет се изборивме конечно да има цело работно време и тоа е во интерес на сите граѓани од нашиот регион и во интерес на граѓаните од сите општини во Република Македонија. На тој начин многу полесно ќе можат да комуницираат граѓаните кога нема да можат со пратениците, со асистентите, да ги слушнат тие нивните забелешки и понатаму проектот предвидува тоа што беше мој дамнешен сон, како што во Соединетите Американски држави имаат врски канцелариите на пратениците во изборната единица и во парламентот, така да бидат поврзани канцелариите и да може на дневна основа да се добива информација што се случува во канцеларијата, кој што бара и на кој начин може да им помогнеме на